Сашо Иловски, роден во Ресен, во близина на центарот. Порастен, морам да речем, од мали нозе во центарот, во градот, во чаршијата, дружејќи се со сите обкружувања, дружувајќи се со сите нации. И од мали нозе почнав да се барам себе си во уметноста претежно. Цртајќи по учебниците од страните ликови на писатели, ликови на народни херои во тој период, тлееше во мене жар за уметност. Меѓутоа, Ресен е град на тркалезната маса, Ресен е град на витези. За да видиш витез во Ресен, треба да те круниса монарх со меч. Значи, мене во животот ми беа монарси, морам да ги спомнам, ми беа монарси, познатите македонски наши легенди, ресенски легенди, Ристегиција, Пеце Попаѓа, Петар Стрезовски, Мите Муце, Илче Геро, Гаврил Крстевски. Можам да речем од мали нозе се дружев со такви ликови. Ликови од уметноста, ликови од хуморот, ликови од музиката. И така стигнав на хиерархиска позиција во чаршијата. Меѓутоа, како што реков, од мали нозе се бавам со уметноста, барајќи се себе си низ стиловите во уметноста, јас се најдов работејќи разни техники, од разни стилови на уметноста, како што се акварелот, гважот, маслото, графиките, тури и скулптури сум работел. Меѓутоа, чмаеше во мене нешто друго. Во една прилика гледав една београдска емисија во која еден професор од Академијата од Београд, Плавијански, работи слики со сламки. Тогаш ја проучив таа техника и почнувајќи да ме окружуваат разни мисли каде ќе најдам, што ќе најдам, каков материјал ќе користам, открив дека тие се ржани сламки. Па во ближните села набавив материјал во летно време, почнав да работам, направив неколку слики и почнав да истражувам и уметноста во мојата техника. Значи, ова е стара руска, украинска техника, која во нивните краеви е традиционална техника. Меѓутоа, во тој источен блок, тогаш наметнувана е во училиштата, во наставните програми. Значи, мене ми е предавана како наставна програма, изработка на слики, колажирање со сламки. И така да не должам, почнав со 89-та година со слики со сламки. Прво моје представување беше на улиците на Охрид. Луѓето беа вчудоведени од моите дела, во кои застапував стари чарши, етномотиви, бродови, па подосна почнав и икони, да работам на дрво. Чаршиите и другите мотиви ги работам на платно, значи тергал, добро, квалитетно платно, пошто сум и добар за нечие, своевремено имав и дуќан за урамување и за стаклување, комплетно ги работам, значи, моите слики од А до Ш, значи од изработката на моите слики и конфекционирање, значи рамка и стакло. Движејќи се низ уметноста, се барав себе си во музиката. Како мало дете тропав на тапани или свирев бубњеви. Во средното училиште во Нико Нестор во Струга направивме група, почнавме да свириме, свирев тапани, тоа ми беше еден мал почеток. Меѓутоа во армијата учествував на една аудиција и победив на аудицијата во Ниш. Станав бубњар на касарната Пантелеј. Доаѓајќи од војска бев многу спремен, значи со музиката, ме понуди мојата матична стара комшиска група Конџули или Преспански бисери. Јас одлучив да не прифатам да свирам, него да продолжам со уметноста. Меѓутоа, сепак понекогаш ми се случуваше да истараликам некоја песма и дај реков да направам некоја композиција.
Направив неколку композиции, значи музика и текст, од која една му ја понудив на познатиот естраден уметник наш Ресенчанец Благојче Стојановски Туше. Во 2014 година му ја презентирав мојата композиција, комплетно, значи не аранжирана. Благојче се изненади и ја аранжира, ја изведе песмата и на Спасовден 2014 година доби награда од публиката во селото Лакочери. Таму се одржува еден фестивал на народни песми. За да се припреми една слика од моите слики, потребен е, значи, ржан слама, тоа е материјал кој го киснам во врела вода, го пеглам и правам широки елементи, од кои мозаично или колажно изработувам елементи. Претходно на дебел картон, опшиен со дрво, затегнувам платно тергал, направам цртеж, правам шема на сликата, значи, претходно ја припремам, претходно мотивот ми е студија на хартија направен, го копи-пасте со рака му правам на сликата и со разни пинцети, со ситни елементи се користам, со лепак наостик и ги нанесувам елементите. А кога ќе биде при крај, кога ќе сметам дека ќе биде при крај сликата, додавам пирографија. Значи имам пирограф на кој правам сенки на ликовите и контурално ги одгорувам елементите за да добијат димензија. Значи, во моите слики, искрено да кажам, ја владеам добро со перспективите, пошто средно училиште завршив геодетско или геометарсум, каде што учев нацрна геометрија од гражниот дел и учев и перспективи. Така да имам моќ да препознава перспективи, кои се натрешни точки, кои се надворешни точки, така да старите чарши, етномотивите, старите села, куќите, гледам да се доловени во една добра перспектива. Меѓутоа, во една прилика, можам да спомнам, на улиците на Охрид 11 лета продавав отворено слики и фактички ги демонстрирав. Во една прилика, мојот пријател Вангел Наумовски Скребацки, за жал не е меѓу живите, помина, тоа беше нашето прво среќавање, помина, изненаден беше од моите слики, моите мотиви, виде дека се авторски мои, дека не се копирани и крадени од некои други, само ме опомена. Јас во прво време работам многу урбан и многу перспектива зададена. И ми рече, младо момче, нашите куќи македонски имаат и мали кривини, не се толку рамни. Значи се сеќавам на тоа и почнав да користам, значи, во перспективите искривување на оплаките на куќите, така да ги представам на еден дел старата изработка на старите наши куќи македонски. Можам да кажам дека и владеам со моли, владеам со портрет. Значи крока цртежи или сепија цртежи работам многу брзо. Своевремено на улиците во Охрид цртав портрет, меѓутоа не портрет 40 минути или сат, него цртав 3 минути 100 денари портрет. Тоа ми беше вештина, она што ја владеев со молив, и така пред скоро време ми кликна една идеја да почнам да сликам, да цртам наши ресенски ликови. Значи, окој ги застапив одредени мои пријатели, другари, луѓе од чаршијата, и сметам дека треба да продолжам. Сега, значи, ќе имам една постапка, се надевам дека за скоро време ќе ги цртам урбани витези или рицари или монарси урбани наши од тркалезната маса, ќе ги цртам луѓе кои не се меѓу живите. Тоа ми е една од тие идеи, меѓутоа со сликиве имам доста нарачки, мислам, сега доста тешко се изработуваат. Конкретно една слика ми треба минимум, значи минимум 7 до 15 дена, зависи иконите ми се по постапка, значи импрегнација на дрвото,
па после од кој ќе се заврши иконата треба лакирање, восочење, па пристапот на урамување, конфекционирање на иконата е сосем друг од овие слики, значи има постапка на сушење, на така да згора преку повторливи слики кои ги правам повеќе пати, се повторуваат, мада што една од друга имаат некоја разлика. Ево еден мотив као тешкото, беме го работам некаде од 4 до 6 дена, во зависност од големината на мотивот. Значи сакам да кажам дека не е лесна техникава. Сум се потрудил многу пати да насочам некои млади луѓе да ја работаат техникава, да почнат да работаат, дека има иднина, дека има надеж, дека пазарите ни се отворени. Нормално сега можам да кажам дека и малу мене лично ме загрози, да речам, и за жал војната во Украина. Иначе јас бев примен во Киевската галерија, таа е голема галерија во Киев, која директорката се вика Софија Струкулова, таа е моја добра пријателка, градоначалникот е Кличков. Пошто ние немаме PayPal, ми дозволија да почнем да работам пред 3 години, да почнем да работам со Mastercard, значи начин на плаќање. Во галеријата е голема, околу 4600 квадрати галеријата во Киев, исклучиво се изработка од сламки. Има доста автори таму кои работат не само слики, него и шешири, капи, налани, влечки, значи плетки, круни за владиките, за портите за иконостасите, значи дверите ги работат со ржани сламки. Тоа е значи библиски материјал ржаната слама, Исус е рожен во ржана слама. Значи има во Стариот Завет доста фрагментирања со кај украинците посебно, значи кај христијаните, православните украинци и кај унијатите, значи. И така да широка е техникава. Овде кај нас се уште нема многу, работаат во Славонија доста, во Хрватска, работаат во Војводина. Јас сум бил и на неколку колонии во Градичка. Прекрасно си поменуваме, работиме во затворена просторија, пошто не можеме надвор да работиме ради некоја мало ветре, работиме со ситни елементи, така да може ветро да ти одве некој елемент и да го изгубиш фрагментот. Затоа сакам да насочам некои млади луѓе, јас уназад години сум се трудел да го направам тоа, дури сум и еден од основачите на ресенските еднодневни колонии, тоа е една од моите идеи пред, да речем, 17 на години, кај што правиме еднодневна колонија, повикуваме млади уметници, ликовни уметници, аматери, викаме и ментор, значи една година беше Симула Тановски како ментор, како стручен соработник кој им покажува, им дава. И јас сум бил исто како ментор, им покажувам. Драган Најденовски од Битола, познатиот сликар. Сум се потрудил во тие колонии да најдам нешто што ќе биде блиско, што ќе можам да го натерам некој млад човек да почне да работи исклучиво со сламки. Меѓутоа, за жал, поради тежината на техникава, многу сме малу. На прсти се броиме на Балканот. Во Русија ги има многу, значи во Украина ги има многу, во Белорусија ги има многу, во Турција ги има исто многу луѓе што работат. Ете, кај нас, за жал, тоа го нема. Значи, кога ќе ги завршевме колониите, јас лично работев пастел или масло или акрил, пошто не можам на отворено да работам со сламките. И мојата идеја беше да секоја од тие слики изработени на колонијата, ако не е довршена, дома да се доврши, па после да ги изложиме во Сарајот како изложбен дел, како родокрајни уметници. Сум учествувал на повеќе од 15 изложби такви, што ми е мило што сум учествувал со доста наши ресенски автори, млади автори, постари автори, луѓе кои се талентирани многу, кои никој не ги знаеше, па излегува на површина, за нив е сатисфакција, исто и за мене. Така да сум се потрудил дошта во тој дел. И можам да кажам дека по кратки црти, јас како чаршевски лик, како пресенченец, како
сум учествувал во доста културни манифестации, доста сум. И како комисија за на Еболко Беро сум учествувал, за комисија на изработка на брзи цртежи сум учествувал во комисија на Маскембали на 1 април, значи едноставно сум помагал на некој начин и уште помагам. Иначе кратко да кажам малку за Ресен и за чаршијата. Она што го спомнав дека Ресен има тркалезна маса. Тркалезна маса, витешка маса. Ресен е специфично градче и едно за мене од најубавите македонски градчина. Многу сме дружелюбиви, во кафаните немаме интима едни на маса, него разговараме преку маси. Тоа е многу чудно значи можеме да правиме муабет од една преку друга маса. Така, со луѓе, другари, пријатели. Значи, едноставно можам да кажам, со животот меѓу македонците, турците, албанците и ромите е прекрасен. Значи, ево можам јас да се пофалам дека зборувам турски комплетно свера, дури знам турски песми. Така да, на еден начин, Ресен е прекрасно градче. Јас сум многу среќен што сум се родил во Ресен. Искрено да кажам, значи, тоа е Сашо Иловски. За да си преспанец, која сака преспа, кој го сака Ресен, да речем која сака преспа и Преспанското езеро, мора влегувајќи во водите да го осети шкрипењето на чуновите на Самойловите рибари. Значи, тоа е многу важна порака. Една контраст да дам друга. Значи, за да си ресенчанец, да ја почувствуваш чаршијата, треба да го постојано под зидовите на старите куќи да го слушаш звукот на серенадата на познатите наши ресенчани. Значи, група која стигнав и јас лично, која има и доста живи од групата, останати некои, поголемиот дел не се меѓу живите, за да ја почувствуваш нивната музика, да ја почувствуваш Пролет дојде и пиленце, да ја почувствуваш Галичице по сестримо, Пелистер уште црни. Значи, тоа е многу важна работа, за да ја почувствуваш Васето на Тановци, Томе на Тозијовци. Значи, тоа се мелодии кои треба на секој еден градски лик или граѓанин на Ресен да го почувствува и тогаш ќе свати која е големината на Ресен и кој е она што го зборувам дека Ресен го сака. Мојот прадедо Стево дошол во Ресен во 32 година. Земајќи го, понесувајќи го со него, е најмалиот внук, татко ми тогаш, значи 29 роден, имал некаде околу 3 години, отворил дуќан за абаджилук или терзилук, значи шнајдер фактички, и абаджија. Значи, абаджиите се луѓе кои работаат по куќи, работаат срма, елице, обично во Руманија се работеше тој период повеќето, меѓутоа овој беше исклучиво надарен за абаджилук. Доаѓајќи така, разговарајќи ова пренесено од дедо ми, значи јас го стигнав на 104 години, ми раскажуваше за Ресен случка за зошто дуќаните во Ресен, продавниците, до 85-6 година затвара во четврток после ручек. Тоа по старите може да се сетат, сега тоа беше загонетка, јас мислам дека ретко кој ја знае, ова случка, меѓутоа мојот прадедо ми ја пренесе, ми каже зашто е било тоа. Значи, познатиот градител на Сарајевот, Ахмед Нијази Бек, планирал да направи безистен. Како во Битола, да ги собери сите дуќани во еден безистен, значи чаршија. Меѓутоа сакал тоа да е толку демократски, пошто бил доста добар демократ и основач на Младотурската револуција. Напредни идеи имал човекот, сакал ни еден од занечите, ни еден од дуќанџиите да не се побуни. Меѓутоа 7 или 8 дуќанџи од вкупно таму, не знам колку, да речем 60, 70 или 80 дуќанџи, занечи, се побунале, не сакале да прави така.
И слушајќи го малцинството, значи не мнозинството, слушајќи го мнозинството, не го направил безистинот, меѓутоа некогаш во друштво со некои луѓе се изнервирал, се сетил на то и им ги запалил дуќаните со газија, значи му и наредил на семените да ги запалат тие 7-8 дуќани. Така да еден дел од чаршијата во тој период е опожарена и сега тоа било во четврток поручек. Тоа е една така, да речем, случка и вистина што ми ја раскажуваше мој прадедо Стево. Друга една интересна случка можам да кажем за мене од младоста, значи од детството. Детството во Ресен сите одевме, игравме, значи со били или нормално тенгалаца наврати одевме. Иначе во моја близина беше реката Голема река. Тука научивме сите да пливам. Значи јас прво као дете од 3-4 години научив да пливам во Голема река. Значи седев на брегот, постарите од мене Ласко Ѓуровски, познатиот наш ресенчанец, седеше на едниот дел од брегот и му вика на еден: "Абе, овој знае да пливат?" Џоко Бочкар. Викат: "Не знам, ќе видиме." И ме фрлија во вителот. Така да јас успеав да се снајдам, излеов, абе овој добар е, овој знае да плива, како? Тоа е една случка. И сега, следните фази почнавме со летовање, значи тоа што имаше работнички летовања. Јас како мало дете, уште 5-6 години не одам на училиште, почнав да одам во Осамати. Ме пуштаа родителите, во Осамати одев до 78 година некад, значи до моето 8 оделение. Меѓутоа 76 година се сеќавам на една случка која остави така кај мене еден печат. Се дружевме таму Кумановци, Прилепчани, Струмичани, значи од секаде имаше дечина. Ние со мојот комшија Муарем, иначе познатиот вокалист и тапанар од групата Преспански бисери, седевме и им раскажувавме како за некои приказки за вампири, за ова, за она. Меѓутоа фати едно големо невреме и ние останавме покрај брегот на езерото, меѓутоа скриени под една сеница. Тогаш две кајакарки, мислам дека беа англичанки или холандјанки, невремето и големите далги и бранови ги расфрлија, едната излезе во Сирхан, се спаси, другата излезе во Самат. Меѓутоа како излезе? Ние кога раскажувавме за вампири, за хорор настани, од езерото исползе холандјанка или англичанка. Исползе од езерото, толку се уплашивме, избегавме, мислевме дека нешто во муабетиве ни излезе као вампирево, да речем така, народно речено. Тоа се едни случки од животот во Ресен. Подосна забавниот живот беше се отворија неколку така помали дискотеки. Јас малу период стигнав, иначе втората дискотека во Ресен е отворена 70-та година. Јас 72-та како мало дете по чаршијата ја сретнав таа дискотека. Значи тоа беше дискотека на постарите генерации. Тука беше онај веќе спомнатиот Илче Геро, Ристе Гиција, Ристе Догу и ред други, да речем, витези, пошто почнав со витези, ресенски. Меѓутоа јас таму, заедно со мојот другар Љупчо Мишковиќ, одевме, надзиравме натре, не пуштаа да влеземе и имаше два браќа, Ефтим и Харит, и еве постари, и стално јадеме клоци од нив. Значи, не брка ако сега Хари не го гледам некаде во странство, а Ефтим го гледам, викам сега Ефтим, ако ти закачаме на клоца, то така меѓу редови, пошто ти ме тепаше како мал и така, тоа се случки од меѓутоа се сеќавам добро и на корзото ресенско, кое беше прекрасно, народ, многу движење луѓе. Знаете, тој период се одржува корза. Покасно во средношколските години почнаа да се одржуваат во хотелот Китка другарски вечери, значи почнуваат првите бакнежи, првите валцери, така да речам млади. Тоа е дел од тој период на тој забавен живот. Сега и покасно се отвори и кафичите и знаете како е сега. Ресен во лето е прекрасен, значи прекрасен, и во зима е убав, меѓутоа е малку по-негусто, да речам, по кафичи, по кафани, меѓутоа сепак луѓето се задоволни и јас сум
значи среќен ќе повторам дека сум роден во Ресен. Ја користам оваа прилика да ги поздравам гледачите на YouTube, на каналот Преспа ТВ и сите што не гледат и можат слободно оние кои не биле да го посетат Ресен, да ја посетат Преспа, да ја посетат нивната убавина, да го видат езерото кое за жал ја губи својата кота, меѓутоа сепак убавините, котлинава е прекрасна, островите и така. Значи, тоа е околу Ресен.